Здраво на сите, тука е Дана и ви добродојавте на 14-тото видео, 14-тиот девоушнал од Евангелието според апостол Јован. Ова е едно од биографиите на Исус Христос и на овие видеа заедно ја читаме таа биографија, заедно го читаме Божјото Слово, заедно се молиме и заедно го споделуваме Евангелието, па затоа пред да продолжиме понатаму, ќе ве замолам да кликнете на копчето сподели, на копчето share, да го гледате на YouTube, кликнете на копчето subscribe, за да бидете во теке со наредните видеа. Пишете ми во коментар, пишете ми во порака како сте. Споделете ми ги вашите молитвени потреби. Ова е место на љубов. Ова сакам да биде едно место на љубов, каде што заедно ќе се охрабруваме едно со други преку Божјиот збор, преку Евангелието. Пред да продолжиме понатаму, да го читаме Божјото Слово, односно 7-та глава од Евангелието според апостол Јован, и ќе читаме целата 7 глава, 53 стиха. Пред да продолжиме со тоа, ќе се помолам. Господи Исусе Христе, фала ти за секој ден кој што се вклучува од таа страна на екранот на ова видео. Господи, те молам ти, допри ги нивните срца, допри ги, Господи, за Твоето Слово и преку Твоето Слово, Господи. Те молам ти, доближи ги поблиску до Тебе и те молам ти да ги благословиш, Господи, да ги чуваш нив, да ги заштитиш нив, нивните фамилии во ова тешко, избунувачко и комплицирано време во кое што живееме. Господи, зборувај преку мене на ова видео и нека биде тоа за Твоја слава. Амин. Како што кажав, ќе читаме од 7-та глава, од 1 до 53 стих. Вели вака: Потоа одеше Исус по Галилеја, не сакаше да оди во Јудеја, затоа што јудејците сакаа да го убијат. Се приближуваше пак јудејскиот празник Сеници, тогаш браќата негови му рекоа: Излези и одовде и оди во Јудеја, та и учениците твои да ги видат делата што ги вршиш, зашто никој не прави нешто тајно кога сака да се прочуе. Ако ти ги вршиш овие работи, тогаш покажи се пред светот, зашто и браќата негови не веруваа во него. А на тоа Исус им одговори: Моето време уште не е дојдено, а за вас времето е секогаш погодно. Светот вас не може да ве мрази, а мене ме мрази, зашто јас сведочам за него дека делата му се лоши. Вие отидете на овој празник, јас нема да излезам на празникот, зашто времето му е се уште не се исполнило. Откако го рече тоа, остана во Галилеја. Но што му отидоа браќата негови и тој отиде на празникот не јавно, туку скришу. А јудејците го бараа на празникот и велеа: Каде е оној? И многу расправи имаше меѓу народот за него. Едни зборуваа: Добар е, а други велеа: Не, туку го заблудува народот. Но никој не зборуваше за него отворено поради страф од јудејците. А на средината на празникот влезе Исус во храмот и поучуваше. И се чудеа јудејците велејки: Како ги познаа во овој книгите кога не учел? Тогаш им одговори Исус и рече: Учењето мое не е мое, туку на оној што ме прати. И ако некој сака да ја врши волјата негова, ќе разбере дали е ово учење од Бога или јас самиот од себе зборувам. Кој говори самиот од себе, тој си ја бара својата слава. Ако ја бара славата на оној што го пратил, тој е вистинит и во него нема неправда. Зар не ви го даде Мојсей законот, но никој од вас не го исполнува законот? Зошто сакате да ме убиете? Народот одговори и рече: Демонот е во тебе, кој сака да те убие? Исус одговори и им рече: Едно дело извршив и сите се чудите. Мојсей ви го даде обрезанието не затоа што е од Мојсей, туку од татковците. И вие во саботен ден образувате човек. Ако човек се обрезува во сабота, за да не се наруши законот Мојсеев, на мене ли се гневите што цел човек направив здрав во сабота? Не судете според надворешноста, туку судете со праведен суд. Тогаш некои од Ерусалим рекоа: Нели е овој што го бараа да го убијат? Ете, јавно говори и ништо не му велат, да не се уверили и началниците дека е тој навистина Христос. Но овој го знаеме од каде е, а кога ќе дојде Христос, никој не ќе знае од каде е. Тогаш Исус, поучувајќи во храмот, извика гласно и рече: И мене ме познавате и знаете од каде сум, но сам од себе не дојдов, туку тој што ме прати е вистинскиот. Него вие не го познавате. Јас пак го знам зашто сум од него и тој ме прати. Тогаш сакаа да го фатат, но никој не кладе рака на него, бидејќи уште не беше дошол часот негов. И мнозина од народот поверуваа во него и велеа: Кога ќе дојде Христос, зар ќе направи поголеми чуда отколку што направи овој? Чуја фарисеите дека народот така зборува за него, па тие и правосвештениците испратија слуги да го фатат. Тогаш Исус им рече: Уште малку време сум со вас, а потоа ќе отидам кај оној кој ме прати. Ќе ме барате и нема да ме најдете, и каде што ќе бидам јас, вие не ќе можете да дојдете. А јудејците си рекоа меѓу себе: Каде ќе оди овој та да не можеме да го најдеме?
да не сака да оди при раселените меѓу елините, па и елините да ги поучува. Што значат овие зборови, ќе ме барате и не ќе ме најдете, и каде што ќе бидам јас, вие не ќе можете да дојдете? А во последниот голем ден од празникот застана Исус и извика со висок глас велејки: кој е жеден, нека дојде кај мене да пие. Кој верува во мене, од неговата утроба, како што е речено во писмото, ќе потечат реки од жива вода. А ова го рече за духот, кого што ќе го примат оние што веруваат во него, зашто Светиот Дух уште не им беше даден, бидејќи Исус уште не беше прославен. А мнозина од народот, кога ги чуја овие зборови, рекоа: навистина ова е пророк. Други велеа: ова е Христос. А некои рекоа: зарод Галилеја ќе дојде Христос? Нели е речено во писмото дека Христос ќе дојде од семето Давидово и од градчето Витлеем, од каде што беше Давид? И така настана меѓу народот раздор за него. А некои од нив сакаа да го фатат, но никој не стави рака врз него. Дојдоа пак слугите ке првосвещениците и фарисеите и овие им рекоа: зошто не го доведовте? А слугите одговорија: никогаш човек не говорел така како овој човек. Тогаш им одговорија фарисеите: да не се прелагавте и вие. Поверувал ли некој од властите и фарисеите во него? Но овој народ што не го знае законот е проклет. Никодим, па кој беше отишол кај него ноќе, а беше еден од нив, им рече: осудува ли нашиот закон човек додека најнапред него сослушаат и не дознаат што прави? А тие му одговорија и рекоа: да не си и ти од Галилеја? Испите и ќе видиш дека пророк од Галилеја не се јавува. И секој си отиде во својот дом. Во овие стихови, во оваа глава, можеме да видиме уште една изјава на Исус која што менува, која што го менува мојот живот, која што може да го смени и твојот живот, кој што го има смената животот на многумина кој што ги познавам и не ги познавам. Исус вели низ целото овоа случување на празникот каде што е помеѓу јудејците, заедно со своите ученици, но и со луѓето кои што се фарисеи, кои што го одбиваат, не веруваат во него, не веруваат во божеството на Исус Христос, го сметат само за обичен човек, кој што лаже, кој што го прелагува народот. Тој насред тој настан дава една изјава каде што вели дека некој поверува во тоа време, го слуша, некој поверува, но некој не поверува. Читајќи го ова слово вечерва, сите сме ние пред таа опција дали да поверуваме или да не поверуваме во него. Сите сме пред таа одлука донесени денеска, но во после 37 стих Исус вели, многу ми е интересно каде што вели, извика со висок глас: кој е жеден, нека дојде кај мене да пие. Претходното видео беше дека Исус е лебот на животот, дека Исус е лебот, а овдека вели дека кој е жеден, нека дојде кај мене да пие. Исус ги нагласува двете клучни потреби кои што ги има човекот, храната и водата. Но што е поентата на овие стихови? Со верата во Исус Христос се задоволува, тоа го зборував и на претходното видео, се задоволуваат потребите на човекот. Моите потреби и твоите потреби, длабоки, најдлабоките потреби се задоволуваат. Но има уште нешто. Има уште нешто кое што го добиваат луѓето кои што ќе го предадат својот живот на Исус Христос. А тоа е се реките од жива вода во човекот. Но што значи тоа? Светиот Дух кој што е ветен на секој кој што ќе поверува. На секој кој што ќе поверува е ветен Светиот Дух, Божиот Дух да се соедини со човечкиот дух. Тоа е една мистерија која што не би знаел да објаснам, но го има сменето мојот живот. Тоа можам да го тврдам. Таа е таа мистерија која што го води и движи мојот живот од моментот кога јас го предадов мојот живот на Исус Христос па навака. Исус Христос, Светиот Дух, тие реки на жива вода ги задоволуваат моите најдлабоки потреби. Ги задоволуваат потребите најдлабоки на луѓето кои што ги познавам, кои што ги имаат направено тој избор во животот. И тоа не е поради тоа што тие луѓе се одбрани или се специфични или се специјални. Овоа е Евангелие кое што е презентирано на сите луѓе. Во Јован 3 глава, во претходните видеа можете да отидете да видите, или во 3 глава да читате дека Бог го прати својот единороден син да целиот свет се спаси.
и никој да не погине, но сите да поверуваат и да имаат вечен живот. Волјата на живиот Бог е секој да се спаси и да заврши со него во вечноста. Но не секој ќе заврши со живиот Бог во вечноста. Зошто? Бидејќи секој има право на избор да одбере дали ќе го следи Исус Христос или не, дали ќе го следи него или не, дали ќе се покае пред него или не, дали ќе го промени животот или не. Овдека на крајот пишува Никодим кој беше отишол кај него ноќе, тоа е Јован 3 глава, каде што доаѓа Никодим и го прашува што треба да направи човек за да влезе во Царството Божие. А одговорот беше да биде наново роден, да се роди од озгора, да се роди од дух. Преку верата во Исус Христос слегува Светиот Дух, но продолжува понатаму во промена на карактерот, во трансформација на човекот. Една трансформација која што ќе се примети разликата од пред и потоа. Но следи прекрасно. Тие промени никогаш не се лесни. И оваа одлука можеби нема да е лесна, но ќе е највредната одлука која што ќе можеш да ја донесеш.